Околу 1700 родители од подрачјето на Гостивар поднеле документи за користење на доместок за трето дете до предвидениот рок, кој истече на 31 март. Социјалните служби во Гостиварскиот центар обработиле најголем дел од нив и исплатата е веќе започната. Од центарот појаснуваат дека барања може да се доставуваат во текот на целата година, но оние кои го пробиле рокот нема да добијат пари за сите месеци. 90% тие барања се више сработени, значи се доставени до странките и више за голем дел од нив има и исплата. Што значи дека и да го поднесат на 31 март, значи исплатата му е од 1 јануари, значи за сите 3 месеци ќе се ги земат на доместокот наеднаш, значи не е проблем тука. Сега тие што не поднесле до 31 март, значи имаат право тие да поднесат и до крајот на целата година и за обнова на документите на РД3, со една разлика со тоа што правото нема да им се признае од 1 јануари, туку ќе се признае од денот кога го поднесле барањето. Што значи нема да земат за јануари, февруари, март, туку ќе земат за од април или од мај, зависи кога го поднесле. Од пред година и половина со законските измени за правото на надоместок за трето дете, поставен е лимит на приходите за корисниците, кои месечно не треба да бидат повисоки од 14.933 денари. Ова важи за новите корисници, додека оние кои го оствариле правото по стариот закон се изземени од правилото. Од новиот закон кога се донесе 2019 година имат измена во однос на условите за остварување на правото на трето дете, со тоа што досега можеа сите, секој што има трето дете можеше да поднесе барање и да зема на доместок, изнесува на доместокот 8300 секој месец за третото дете. Значи тие што беа вработени, тие што беа невработени, немаше никакви услови, никакви ограничувања. Сега со новиот закон може да постои правото на користење на трето дете со тоа што сега е по приходи се остварува правото. Секој кој едно семејство, значи родителите доколку го надминуваат овој износ на приходи, значи нема право, не го остварува правото на трето дете. Се користи правото 10 години до навршување на 10 годишна возраст на детето. Тие што го почнале правото, значи по стариот закон, значи тие си продолжуваат без оглед на приходите, ќе си продолжи правото до навршување на 10 годишна возраст на детето и после престанува самото право. Во регионот на Гостивар има над 11.000 корисници на различни права од социјална заштита, како гарантирана минимална помош, детски и образовен додаток, надоместок за трето дете и други.